Добро вечер, почитувани, и добро дојдовте во уште едно отворено спортско студио на телевизија Нова. Темата на вечерашното спортско дружење е секако она најактуелната во последните неколку дена, најновите мерки предложени за развој на спортот, за зголемување на финансиската помош, како за федерациите, така и за Македонскиот олимписки комитет, но и за клубовите и спортистите. Сите оние мерки кои што ги најавија во меѓувреме, вечерва ќе ги проанализираме и ќе видиме со моите гости заедно колку се тие изводливи, можни, реални и колку вистински ќе донесат резултат за спортот пред се во нашата земја и за оние резултати кои што ги посекуваме на меѓународен план. Вечерова во студиото на телевизија Нова заедно со мене е Маријан Спасевски од Агенцијата за млади и спорт, потоа имаме представник од Фудбалската федерација на Македонија, тоа е Филип Поповски, генералниот секретар на ФФМ или на куќата на фудбалот. Имаме и Васко Скендеровски, добро познат на македонската спортска јавност, пред се со вложувањата во футсалот и успесите на Железарец во Лигата на шампионите, но и на нашата репрезентација, на оние постигнати надпревари кои што на некој начин донесоа и радост за нашата нација, и Сашо Поповски, генералниот секретар на Македонскиот олимписки комитет. Добре дојдовте. Добро вечер. Рековме, оние 4 мерки, би рекол, за посветла спортска иднина. Ќе започнеме од десно кон лево. Колку тие се реални и какви се првите впечатоци од спортската јавност во Агенцијата за млади и спорт? Знаете, често во моите јавни излагања кажувам дека за да се има успех во спортот, неопходно е да се поклопат коцките и да се реализираат активности во трите главни столба за развојот на спортот. Првиот столб е секако подобрување на постоечката изградба на нова спортска инфраструктура, за кој што владата во изминативе неколку години во континуитет работи, секако со изградба на преку 300 спортски објекти во последниве 10 години, за што се вложени некаде преку 100 милиони евра. Втората мерка е практично стручна едукација на тренерите кои што работат во спортскиот систем во Република Македонија. И третата и последна, но не помалку важна, е масовноста, односно квантитетот на спортисти со кои што располагаат спортските федерации. Сите овие темели не можат да бидат практично реализирани во пракси и да доведат до врвни спортски резултати, ако за тоа немаме директно финансиско инвестирање не само од страна на државата, туку и пред се од бизнис секторот во секоја држава. И трендот кој што можеби во западноевропските земји во минатиот период, а секако и во поново време, беше да се пополни онаа празнина која што државата преку соодветните ресорни институции, Министерствата за спорт, агенциите за млади и спорт не можеа доволно да инвестираат во спортскиот систем, беше секако со соодветни дополнителни финансиски интервенции од страна на приватниот сектор. За жал во Република Македонија тој тренд воопшто или во многу мал процент се следеше, и токму тоа беше една од главните иницијални каписли за кои што размислувавме во изминативе неколку години, за кои што решивме практично низ низа на стратешки решенија и мерки кои што ги предложивме пред спортската јавност да придонесеме за развој на македонскиот спорт. Значи, кога веќе имаме солидна инфраструктурна база, кога веќе работиме на стимулирање на спортистите за остварување на врвни спортски резултати преку претходно донесените проекти и активности за нивна категоризација преку стипендиите за меѓународна и светска категорија за финансирање на оние врвни спортисти кои што оствариле врвни спортски резултати на меѓународната спортска сцена, преку доносење на највисокото национално спортско признание или популарно наречената спортска пензија, и преку носењето на секоја година 500 стипендии за млади и талентирани спортисти. Време беше конечно директно во македонските спортски федерации и пред се во спортските клубови да има дополнителна стимулација и приватниот сектор да инвестира. Оние средства кои што досега како буџетски средства беа инвестирани во спортскиот систем се движа некаде до милион евра годишно како директен финансиски инпут, и сметавме дека тие средства не се доволни, и токму поради тоа ја предложивме и првата мерка, која што подразбира практично одредено оданочување на приредувачите на игри на среќа во обложувалниците и во автомат клубовите, каде што во моментов веќе во собраниска процедура е законот за измени на игрите на среќа и за забавните игри, каде што се предвидува 3% од разликата помеѓу уплатата и исплатата во сите уплатни центри, во сите компјутери на обложувалниците да одат на сметка на Агенцијата за млади и спорт на месечна основа, и 1,5% од разликата помеѓу уплатата и исплатата од сите автомат клубови во сите деловни центри на автомат клубовите да одат исто така на сметка на Агенцијата за млади и спорт,
спорт и со овие средства кои што некаде во отприлика би значиле на годишно ниво околу 1,5 милион евра, директно да се трансферираат до националните спортски федерации од олимписките спортови, секако до Македонскиот олимписки комитет. Втората мерка што според мене ќе биде директна финансиска стимулација на приватниот сектор е соодветни даночни олеснувања за сите оние трговски друштва, за сите оние правни лица кои што ќе сакаат директно да вложат во македонскиот спорт, без разлика на тоа дали ќе инвестираат во спортски клуб или во национална спортска федерација, и тоа преку соодветни даночни ослободувања од данокот на добивка. Ние разгледувавме во текот на јавните расправи во изминативе неколку дена повеќе концепти на овие даночни ослободувања, повеќе концепти на правилниците кои што би следеле во понатамошниот период како подзаконски акти како би требало да се распределуваат овие средства. Јас верувам дека сме на добар пат. Сите овие средства кои што треба строго наменски да се користат во насока на подобрување на перформансите на нашите спортисти, да доведат на среден, но и на долг рок до видни резултати на македонските спортисти на меѓународната спортска сцена. Тоа се само дел од мерките, односно дел од плановите кои што би можеле да се реализираат. Имаме представник од најмоćната, би рекол, спортска федерација во Македонија, фудбалската федерација, сектор каде што веќе има многу реална помош од меѓународните институции како што се ФИФА и УЕФА, но секако дека и поддршката од дома е значајна. Што значи оваа најава на овие мерки за фудбалот во Македонија? Секако овие мерки се повеќе од добредојдени, како што кажа директорот Маријан. Едностраната помош само од страна на државата и не е доволно. Овој буст од 1,5 милион годишно што би се освоил согласно првата мерка значително би влијал врз состојбата не само на федерацијата, туку и на нашите членки, општинските фудбалски сојузи, клубовите, па и оние младински школи надолу. Де факто ќе се подобри професионалноста на сите нивоа, а и ќе се зголеми квалитетот на спортот. За нас се значи многу, а се надам дека и за помалите федерации уште повеќе. Со самото тоа што спортските обложувалници полека влегуваат во фудбалот, тоест би почнале да влегуваат во фудбалот во Македонија како финансиери или како одделување од нивната добивка и со тоа пренаменување на средствата во фудбалските федерации и останатите федерации и клубови, се следи оној европски светски тренд, би рекол, каде што имаме можност да видиме во развините европски и светски земји најголемите спортски обложувалници се спонзори на најсилните фудбалски клубови, па некаде и во најсилните фудбалски лиги. Постои ли простор за на подолг пат да се надеваме дека и кај нас би можело нешто такво да се случи? Па секако, пратејќи ги европските трендови, а и светските, одамна веќе спортските обложувалници се дел од спортот, не само од фудбалот, туку и од другите спортови, каде што со добро уреден систем може да се заштити во делот на интегритетот, во делот на наместењето на преварите, а и се надам дека оваа поддршка од нивна страна ќе биде на подолг рок. Како представник од бизнис секторот и покрај тоа што си длабоко инволвиран во футсалот, во Македонија сега веќе со нов клуб, со реновирано име, колку ова може да значи поддршка и можност за поголема соработка не само со државата, него и федерацијата со клубот, па и со останатите спортски институции кај нас? Па добро, јас овие предлог мерки прво ги гледам од два аспекти. Од едната страна како бизнисмен, да речеме стопанственик кој што води една голема компанија, од втора страна како спортски работник кој што би го имал бенефитот нели од овие олеснувања. Секако е за поздравување. Јас се служам апсолутно со директорот на Агенцијата за млади и спорт дека важни се сите параметри и сите елементи за да се склопи мозаикот, како што беше инфраструктурата, значи изградбата на многу спортски сали, реновирањето на многу стадиони, фудбалски, инвестирањето и вложувањето во едукативен кадар кој што сепак е исто така важен елемент, но можеби ова е една од најбитните сегменти како сет мерки кој што е донесен за развојот генерално на спортот во Република Македонија. Зборувам и за колективниот спорт, но и за индивидуалните спортови кои што сепак мислам дека Македонија треба да ги има како приоритет во однос на тоа на постигнување на добри резултати. Еве и можеби и Сашо ќе каже од страна на Македонскиот олимписки комитет, каде што имаме најголеми шанси да освоиме некој медал на Олимписките игри. Како бизнисмен секако ја поздравувам мерката, иако јас до сега и како чувство на сопствена општествена одговорност сум вложувал и претходно во спортот и мислам дека нема оправдување за другите бизнисмени, затоа што секој, нели, чувствувајќи една општествена одговорност, мора да вложува во спортот, но ова дополнително ќе ми олесни таа задача, таа одговорност која што ја чувствувам,
а како на некој начин како спортски работник долгогодишен, кој што еве веќе 15 на години сум во футсалот, мислам дека и клубот, посебно мојот клуб кој што сега веќе застанува едни професионални нозе во едни рамки во кои што треба да биде клуб од светски размери, мислам дека овие мерки во голема мерка ќе го олесни финансирањето. Како и да е, се надевам дека треба да бидеме во секој случај предпазливи, значи овие мерки и тоа како треба предпазливо да ги прифатиме, значи не можеме веднаш да кажеме дека ова ќе настане бум некој во македонскиот спорт. Се надевам дека тоа треба да оди предпазливо, како што сум јас впрочем во бизнисот и во спортот, чекор по чекор, но како и да е, мислам дека позитивните сигнали ќе се јават многу брзо. Македонскиот олимписки комитет често пати е прозван како унијата на спортовите во Македонија, кој што треба да ги помага федерациите, особено кога, да речеме, кошаркарската, ја земам за пример репрезентација или ракомитната е предпатување на едно големо европско и светско, зборувам за годините наназад, се бараше помош од Македонскиот олимписки комитет, а МОК не секогаш е моќен во целост да финансира и да помогне нешто што е вон можноста на оваа организација. Значи ли оваа промена дополнителен стимул за работата на МОК и простор вие да помагате таму каде што можете? Врвните резултати во спортот не може да се поделат како одговорност на само еден субјект. Тоа дефинитивно да знаеме. Кој знае спорт, знае дека тоа е збир на многу фактори кои што придонесуваат за успешен и врвен спортски резултат. Имав една среќа да бидам дел од едно истражување кој што постојано го повторувам дека 133 фактори, значени фактори, директно влијаат врз врвниот спортски резултат на еден спортист или на една репрезентација. Значи, ако Агенцијата за млади спорт, ако Национална спортска федерација, ако Македонскиот олимписки комитет се, да кажеме, 3 фактори, има уште 130 други фактори кои што влијаат врз врвниот спортски резултат. Овие мерки за финансиска помош на олимпискиот и спортскиот систем во Република Македонија се значаен момент. Се слагам дека не можеме да очекуваме преку ноќ фантастични резултати и врвни постигнувања на светско ниво од страна на нашите спортисти, меѓутоа дефинитивно ќе значи олеснување на работата на спортските клубови и на националните спортски федерации, кои што и така се на, да кажеме, на многу кревки нозе и ќе мора да го научат начинот на кој што не само што ќе ги добија средствата, туку и како ќе ги потрошат тие средства. Значи, одговорноста сега е многу поголема и во рацете на сите оние кои што се дел од оваа спортска администрација, на кој начин, што се вика отчетноста, како се финансират, кој е фидбекот од тие инвестиции, бидејќи ние можеме да бидеме правилно да ги насочиме и да бидеме фискално оправдани, да кажеме, меѓутоа мора да се знае и кој е фидбекот, кој е резултатот од тие инвестиции во спортот. Бидејќи ние така го гледаме тој резултат, дефинитивно. Ние тука на јавната расправа која што беше одржана, значи која што беше најавена дека е прва од многуте кои што ќе следат, покрај овие мерки кои што ги поздравивме и топо се прифатени како еден значаен момент во македонскиот спорт, предложивме исто така да се разгледа, може би во брзо време, може би кога ќе дојде време, значи и уставното решение на спортскиот систем. Значи како спортот е решен во Уставот на Република Македонија, доколку има простор секако. Националната стратегија, тоа е втор момент кој што седи пред сите нас како голема одговорност. Значи, не можеме само да бараме од Агенција за млади спорт да биде одговорна за тоа, тоа мора да биде ние нарекуваме тоа и олимписко и спортско семејство, значи одговорноста мора да биде подеднаква за сите. И третиот момент беше што тргнувајќи од препораките на Европската унија да се најде можност да се фиксира еден одреден буџет, односно процент од државниот буџет кој што ќе иде директно за спорт. Препорака на Европска унија е 1% од државниот буџет да биде директно наменет за спортот, односно за државниот одговорен за работите од областта на спортот. Имаше некои други моменти кои што сметаме дека се многу важни, како решавање на канцелариските простори на националните спортски федерации, може би изградба на олимписки центар, кој што нема да биде под МОК, него ќе биде во служба на националните спортски федерации и спортистите кои што треба да постигнат врвни спортски резултати. И многу други моменти кои што може би подосна во текот на оваа емисија ќе ги Можеме да одиме и редоследно со мерките. Првата до никаде ја објаснивме, каде што за мене највпечатливо тоа што спортските обложувалници и казина ќе бидат на некој начин
посоветувани да мора да учествуваат во спортот и ќе го земат примерот од земјите членки на Европското семејство и од светските силни федерации и земји кои што се заедно со спортските вложувалници. Данокот на добивка до некаде е веќе јасен и тука треба да се уште некои работи да се стабилизираат, да се прецизираат. Сепак ова е предлог во кој што верувам дека ќе има и многу промени и измени, доколку има простор за нешто за позитивно да донесе во иднина околу работењето за овие мерки, но интересен е моментот околу спортската академија и ангажирањето на именитни тренери од странство. Што значи тоа конкретно? На кој начин би функционирало? Кои се тие странски тренери, ќе има ли начин на бодување? Кој се ќе може да конкурира? Знаете, Спортската академија е еден проект кој што владата пред 4 години практично го промовираше и кој што е по урнекот на голем број на светски признати национални академии во кој што главен или носечки фактор на организација е токму државата преку соодветните ресорни институции, иако во поголемиот дел и од националните спортски федерации пред се во колективните спортови, особено во оние поразвиените, веќе постојат национални академии за соодветни спортови. Нашата Национална спортска академија од минатата година доби статус на посебно правно лице, посебно средно училиште, кое што практично се занимава со оспособување на кадри, талентирани млади спортисти во 4 спорта, во фудбал, кошарка, ракомет и тенис. И во овие 4 години практично успеавме да учиме од собствените грешки, успеавме да направиме анализа во тренажните процеси, во процесот на учење, бидејќи го застапуваме принципот на двојна кариера, односно на самите ученици им овозможуваме покрај стручниот дел на наобразба да може и теоретски да се наобразуваат и своето високо образование подоцна да го продолжат не само на факултетот за физичко образование, спорт и здравје, туку и на останатите технички или општествени факултети во државата. Меѓутоа, клучната работа која што треба да ја разјасниме е дека оваа Национална спортска академија е во насока на оспособување на млади, талентирани професионални спортисти, чија што иднина треба да биде во професионалниот спорт. И не случајно за почеток се одбрани токму овие 4 спортови кои што и во моментов се на дневниот ред на Националната спортска академија. Во изминативе неколку години имавме пракса да ангажираме домашни, реномирани, познати и стручни тренери кои што го водеа тренажниот процес од стручен аспект. Веќе од оваа учебна година започнавме еден проект, како пилот проект, да ангажираме и дел од тренерите кои што се во македонските шампиони, во селектори на национални репрезентации или тренери на шампионите во колективните спортови. И тоа се, да речеме, во 90% од случаите странци. Да речеме Раул Гонзалес во ракомет, на шампионот на Вардар, потоа Лино Червар од Металург и така натаму. Она што го донесоа како новитет, како можност за стручно оспособување на останатите тренери во делот на Спортската академија, кои што веќе активно работат, ни даде иницијатива и ни даде идеја практично да го прошириме овој концепт и веќе од следната учебна година, од септември 2017 година, за прв пат да донесеме признат, познат, но и докажан стручен тренер најпрвен по предметот фудбал, значи во Спортската академија по фудбал, кој што веќе има докажани резултати на меѓународната спортска сцена. Значи допрва заедно со Министерството за образование и наука, заедно со Спортската академија, ќе ги утврдиме критериумите и параметрите кои што ќе треба да ги исполнуваат потенцијалните кандидати за овие тренерски места. Меѓутоа, мора да потенцирам дека за овој проект веќе во буџетот за 2017 година се обезбедени средства, а веќе од 2018 година се надеваме дека истиот ќе се прошири во останатите 3 спортови и не само во останатите 3 спортови, бидејќи знаете, Спортската академија од неодамна е дисперзирана и во неколку градови во Република Македонија. Сакаме овие потенцијални стручни тренери од странство да бидат и визитинг професори, односно тренери во овие дисперзирани спортски паралелки. Како што напоменав, секоја новина, поготово кога носи трансфер на знаење од странство, треба да донесе соодветен квалитет. Јас сум убеден дека преку овој проект ќе придонесеме да го подигнеме квалитетот на образованието пред се, но пред се и квалитетот на стручната подготовка на нашите спортисти во Спортската академија. Тука мора да направиме една кратка пауза за реклами и се враќаме за кратко.
Ние производиме чевли во Македонија. Италијански чевли работели тука. Знаете, имаме фабрike во Скопје и во Куманово. Нашо бренде е Gino Cori. Запомни, Gino Cori. Италијански квалитетни чевли со мала фабричка цена. Продавница Gino Cori. Градски трговски центар Првкат. Нема подобро. Голема стобиранка, витаминка ве наградува. Собери 5 празни кесички од кој било вкус и грамажа од Стоби Флипс, Чокостоби Флипс или Стоби Стикс. Достави ги во обележаните кутии во продажните места или испрати ги во витаминка со назнака Стобиранка. Биди првиот собственик на најновиот Toyota CHR хибрид во Македонија. Вози Toyota Yaris, освои скутери, ховерборди, смартфони, таблети, телевизори и уште 420 други награди. Првото големо излекување е на 23 октомври, а сите информации ќе ги најдете на stobiranka.mk. Стобирај и вози. Почитувани, спортот како и секогаш носи позитивни и негативни резултати. Сето она што имаме можност да го видиме од нашите клубови и репрезентации носи во нас среќа која што ја паметиме долго, но и тага и несреќа, би рекол, за да мора да се изнервираме или не така пријатно да ги префатиме тие резултати. Разговараме во студиото на телевизија Нова во ова неделна вечер посветена на спортот околу 4 мерки наменети за подобрување на спортските резултати и начинот на финансирање, можноста компаниите да им помогнат малку повеќе на федерациите и нашите спортски организации, пред се би рекол, за да имаме подобри можности за работа, а со тоа и да се подигне резултатот на меѓународен план. Ќе се навратиме на имплементацијата на овој проект, иако се уште не е конкретизиран во целост. Колку можеме да очекуваме брза имплементација? Со какви проблеми може да се соочи истиот? Па видете, добро, Агенцијата за млади и спорт воведе еден транспарентен систем, комуницирајќи ги сите заинтересирани страни. Пред некој ден, како што спомнат Поповски, имавме јавна расправа на тема за овие мерки. Освен тоа, ни се даде можности да ги разгледаме тие преди тоа што беше многу брзо и не можевме да излеземе со став од сите федерации. Така да ние, како фудбалска федерација, дефинитивно ќе направиме една интерна округла маса, каде што ќе излеземе и писмено нормално ќе информираме Агенцијата за млади и спорт, како и другите федерации. Ме радува фактот што многу транспарентно и отворено се разговара за сите овие мерки и се бара мислење од сите страни кои треба да бидат фактички сите оние што треба да го осетат бенефитот највеќе. Така да, во овој момент, додека го работиме ова, ќе дадеме се од себе за брзо имплементирање, односно решавање на одредени мерки. Нормално, не се сите апликативни во соодветните сите федерации, дали станува збор колективен или индивидуален спорт, така да секој со своите замисли и ќе ја извести Агенцијата за млади и спорт, која понатаму планира одредени работни групи, за тоа убаво да се среди и да се стави на хартија како ќе изгледа финално. Да објасниме, Македонскиот олимписки комитет досега не беше директно финансиран од државата, од буџетот со значителен број на средства или да речеме со многу пари. Како досега се функционираше и како мислите дека од сега ќе се функционира? Државата има свој план и програм по кој што работи. Дефинитивно, ние си имаме свој. Во изминатиот период направивме многу напори, би рекол сладки напори, да ги координираме нашите планови и програми, од кои што има дефинитивно резултати. Комуникацијата е многу напредена и зачестена. Се надевам дека тоа ќе даде голем придонес во развојот на врвниот резултат на нашите спортисти. Ја милувам да кажам дека ние сме можеби еден од ретките олимписки спортски организации кои што живеат странски инвестиции. Значи и председателот на Македонскиот олимписки комитет доктор Васил Тупурковски со неговите контакти успева да добиеме многу поголеми средства колку што ни следуваат, отколку што ни следуваат или во споредба со другите олимписки комитети кои што добиваат за истата намена и за истата програма. Овие мерки, уште еднаш ќе повторам, се многу значајни за нас, бидејќи и ние и на јавната расправа тоа јавно го кажавме, дека Македонскиот олимписки комитет овие средства нема да ги користи за
себе, што би се рекло за Македонскиот олимписки комитет, тој ќе идат исклучиво за подобрување на врвните резултати на спортистите. Значи сите средства што ќе ги добиеме ќе идат наменети за спортот. Се надеваме дека овие директни и индиректни инвестиции и можности за дополнително финансирање на ова состојба во која што е сега спортот ќе врода со резултат. Повторувам, не можеме преку ноќ да очекуваме некои врни пореметувања во позитивна, односно развој во позитивна насока, секако дека ќе има. Меѓутоа, знаеме ние многу добро дека еден врвен спортски резултат и еден млад спортист, кој што претходно е прецизно и квалитетно идентификуван и селектиран како млад талент, треба од 8 до 12 години за да се постигне врвен спортски резултат во зависност од спецификата на спортот. Се надевам дека многу брзо ќе дојдат првите резултати, да кажеме во младинска категорија. Сведоци сме на успехот на младата фудбалска репрезентација, што сега да не ги урочиме пред нивниот последен настап на 11 октомври. Убав ден ќе биде, се надевам дека ќе се радуваме сите заедно и дека тоа ќе биде вовед во една многу посветла иднина на македонскиот спорт, посебно на врвниот спорт. При секоја промена се бара време. Сите тренери и селектори кои што беа назначени во Македонија бараат време за да постигнат резултат. Велат, доаѓаме, ќе ветиме дека ќе работиме напорно, но за резултат е потребно време. Васко, долго време сте во футсалот. Вие најдобро знаете колку време е потребно за она што го направи Железарец во Лигата на шампионите. Па добро, јас и на почетокот од нашиот вечерашен разговор кажав дека ова мора да се свати со голема доза на резерва и многу предпазливо да се влезе. Јас така влегувам во секој проект, така влегов и во Железарец, така успеав Железарец да го донесам и до 6-то место во Европа. Така бев на чекор на пласман на светското првенство во Колумбија. Секако дека бара време. Јас би апелирал, тука се и спортски работници од, да речем, и од Олимпискиот комитет и од Фудбалската федерација и можеби најкомпетентниот директорот на Агенцијата за млади и спорт. Јас пред се би апелирал не само до бизнисмените, туку воопшто и до спортските работници да овие пари претежно се искористат, овие олеснувања, зборам финансиски сет на мерки да се искористи во развој на младинските категории. И мислам дека сите ќе се сложат дека тука е фактички клучот на успехот на една држава на спортско ниво. Ние не можеме да очекуваме како мала нација успех преку ноќ. Посебно во овие скапи спортови како што е фудбалот, па да речем навлегува и футсалот во такви едни да речем елементи каде што треба многу инвестирање. Можеби би споменал во оваа прилика, би направил еден можеби пиар, меѓутоа морам да го споменам, пред неколку дена имавме управен одбор на клубот за мал фудбал Велес, каде што беше донесена одлука едногласно да се формира футсал школа, која што ќе биде прва во Македонија од таков тип и која што ќе биде иднината на македонскиот футсал, затоа што сме свесни, јас како поранешен селектор, а сегашен директор на репрезентацијата, дека оваа генерација веќе завршува. Значи мора да се направи стратегија понатаму со сите тие бенефити кои што би ги добиле од компаниите, можеби јас како стопанственик, каде што би помогнал да се искористи во развојот на младинските категории. Тоа е единствениот клуч на успехот. И затоа велам, и успехот кој што јас го постигнав во футсалот и кој што ми даде, да речеме, еден бренд на моето име и на комплетно, да речеме, на клубот и на репрезентацијата, е стваран по ового време. Значи, Железарец му требаше 8 години да функционира, но да одиме чекор по чекор. Не можеме тоа да го направиме така преку ноќ. Значи, етапно, зборувавме со Маријан претходно во еден неформален разговор, дека сето тоа бара време, многу труд и сепак би кажал дека мора државата да врши и тоа како строга контрола на средствата кои што ќе бидат донирани во како помош или до спортските федерации, а посебно до клубовите, да не дојдеме во некоја насока да се прави злоупотреба после на тие средства, што мислам дека сите тука ќе бидеме согласни, се наменети исклучиво за развојот на спортот, нели, а посебно јас ќе кажам и на младите категории. И апелирам, повеќе убеден сум дека ќе даде позитивни ефекти ова. Мислам дека ова требаше можеби порано, никогаш не е доста да се направи, затоа што гледаме дека нашите екипни спортови можеби не се во некоја голема кондиција, освен на ракометот, но мислам дека за кратко време можеби ќе бидат првичните резултати, но за некој поголем спортски успех, зборувам на едно европско или светско ниво, ќе треба малку повеќе време. Во контекст на контролата и во контекст на младинските школи, значи веќе ако одиме поподробно да ги разгледуваме проектите, еве сакам да информираме македонската јавност дека практично оние средства кои што приватните собственици ќе ги инвестираат во развојот на спортот преку финансирање на спортска федерација или спортски клуб, ќе бидат условени именно спортскиот клуб во организираните спортови, во колективните спортови кои што имаат лиги, мора да имаат услов организирано младинска школа.
Само по тој основ ќе бидат ослободени од соодветните даночни олеснувања, односно од данокот на добивка. Второ, во однос на контролата на средствата. Законска обврска е на институциите на системот. Кога имаме одреден државен буџет со кој што се финансира јавна дејност, да има строга контрола. Меѓутоа, вдека ја зголемуваме контролата, имајќи го во предвид фактот дека фондот на средства кои што од државата, но и од приватниот сектор ќе влезат во јавниот сектор, ќе влезат во поддршка на спортот, ќе биде повеќе кратно зголемен, тогаш се зголемува и процентот на контрола од страна на државата. Ако во моментов инспекцијскиот надзор е сведен само на инспекцијски надзор од страна на Агенцијата за млади спорт, преку инспекторот за спорт и преку локалните инспектори за спортови, во конкретниот случај се подразбира измени во соодветните законски решенија, каде што еднаш во 3 години Државниот завод за ревизија ќе може да врши контрола на трошењето на средствата кои што се добиени или од страна на државата преку Агенцијата за млади спорт или од приватниот сектор, а за истите имале одредени даночни олеснувања или ослободувања. Сите овие средства ќе бидат депонирани на посебни наменски сметки за да може многу полесно и подобро да се врши контролата и секако федерациите, односно спортските клубови ќе имаат строго утврдени намени за кои што истите ќе може да ги трошат, а ќе имаат и одредени ограничувања особено во делот на она како треба, на кој начин, за која намена и во кој период треба да се трошат средствата. Ние во јавните расправи дискутиравме претходно, имавме различни согледувања од представниците на спортските федерации и мислам дека сите позитивно изреагираа на самиот податок што утврдуваме со соодветните законски решенија и подзаконските акти на еден начин да се професионализираат националните спортски федерации. Тоа подразбира со овие средства кои што ќе ги даде државата пред се од првата мерка, да може да се ангажираат вработени лица како професионална администрација, но не повеќе од 3, и тоа со средно и со високо образование, а средствата да се искористат за плати и надоместоци, да речеме за средно образование не повеќе од 1 просечна плата, за високо образование не повеќе од 2 просечни плати, од оние средства кои што ќе бидат обезбедени од страна на државата. Истовремено планираме, особено во поголемите федерации кои што се подобро организирани во колективните спортови, членови на извршните тела, односно на управните одбори, да бидат да има најмалку 2 дипломирани правници, 2 дипломирани економиста, што секако многу ќе значи за квалитетот на носењето на одлуки и за распределба на средствата. Сите овие стручни лица ќе морат доволно добро да ги познаваат законските процедури, бидејќи знаете за сето ова што го збориме во моментов, за да може да се операционализира, неопходно е да се извршат законски измени во поголем број на закони. Не само во Законот за спорт, тука се секако Законот за здружение на граѓани и донации, Законот за игрите на среќа и за забавните игри, Законот за данокот на добивка, Законот за извршување на буџет и серија Законот за државна ревизија и серија на други подзаконски акти со кои што мора да се нормираат определени критериуми и параметри во однос на понатамошното транспарентно, совесно и домаќинско однесување на носителите, односно субјектите корисници на овие парични средства. Факт е дека резултатите не може да дојдат преку ноќ, но она што беше потенцирано и во рамките на јавните расправи е дека ние сега ќе ги обезбедиме финансиските средства, меѓутоа одговорноста е пред се кај менаџерите на клубовите и кај менаџерите на федерациите на среден и на долг рок да ги оправдаат средствата и да донесат спортски резултати во македонскиот спортски систем. Имавме доволно примери во нашата прва и втора фудбалска лига, затоа што е можеби најпопуларно надпреварување ако се иземе завршниот дел од ракометното првенство, завршниот дел од кошаркарското првенство. Дел од прволигашите често пати се соочуваа со финансиски проблеми, со трансформацијата во АД друштва, кога не идоа на проблем во правни рамки, каде што самите представници на фудбалските клубови велеа дека во неформални разговори ние сме неподготвени за ова, не разбираме оваа папирологија, немаме доволно време, немаме доволно пари. Дали сега сите тие работи може да се стават во втор план ако се земе во предвид дека повеќето клубови во нашата прва фудбалска лига ќе имаат дополнителна финансиска помош, што значи дека ќе имаат и можност сите тие правни проблеми понавремено да ги решаваат за да не ни виси првенството. Па добро, трансформацијата согласно законот беше 31 јули 2012 година. Ние веќе тоа го надминавме, така да клубовите веќе се навикнаа на тој начин, се пререгистрирани, односно е формиран нов субјект, односно акционерско друштво. Не само првата лига, него веќе и повеќето од 50% од втората лига се веќе акционерски друштво што излегле од првата лига, така да на еден начин они веќе се навикнати да функционираат како нови субјекти, односно согласно државните прописи и акционерските друштва. Веќе
Пред известно време дури имавме информација дека и ФК Брегалница ќе оди на берза. Значи тоа се први некои работи, моменти кои согласно новите законските прописи веќе и самите клубови ги имплементираат. Ние во Фудбалската федерација имаме лицензен систем кој контролира токму овие работи во однос на поставеноста на клубовите од делот на персонално-административни критериуми, како правните, така и финансиските. Самите клубови согласно законот се должни да достават ревидирани годишни финансиски извештаи до Фудбалската федерација од независни ревизори, доколку сакаат да остварат право на учество во првата, а и во надпреварувањата на УЕФ. Не сметам дека веќе е проблем тоа за клубовите, освен за оние клубови веќе кои доаѓаат од понизок ранг, кои имаат желба или амбиција да влезат во првата лига, но затоа ние одржуваме низа на едукации и секогаш сме на страната на клубовите да им помогнеме за тоа што полесно го превродат, а и навремено ги завршат своите обврски. Како ќе биде процедурата за преку федерација да се стигне до тие средства, преку Агенцијата за млади спорт? Доколку би земал пластичен пример, јас сум собственик на некоја компанија и сакам да инвестирам во одреден клуб или во одредена федерација. Одлучувам јас во која федерација или клуб би инвестирал, или тоа ќе го одлучува некое тело или комисија? Значи, средствата од првата мерка, кои што се во делот на давачките, кои што се земаат од приредувачите на игри на среќа на обложувалници автомат клубови, ќе одат на сметка на Агенцијата за млади спорт, која што преку посебна програма, врз основа на претходно објавен јавен оглас и по претходно достигнати програми за работа на федерациите, директно ќе бидат трансферирани до националните спортски федерации. И тука можеби ќе бидеме на сладка мака да направиме еден правилник со соодветни критериуми и параметри, по кој принцип, со кој сооднос и на каков начин ќе бидат трансферирани овие средства. Ние низ јавните дебати имавме различни мислења, индивидуалните спортови натегнуваат процентот, односно соодносот на средства, доколку би одел линеарно да биде во поголем сооднос на сметка на индивидуалните, во однос на колективните спортови. Кај колективните спортови секако амбицијата е исто така да добиваат поголеми средства од страна на Агенцијата за млади спорт. Аргументите се и на едната и на другата страна, бидејќи помалите федерации велат дека колективните спортови или овие 4 олимписки спортови, фудбал, кошарка, ракомет и ОДБК, добиваат повеќе средства од меѓународните спортски асоциации, многу полесно може да добијат средства и од поголемите приватни компании во државата, бидејќи индивидуалните спортови се неатрактивни за спонзорите, но од друга страна пак многу полесно може да доведат до врвен спортски резултат, до настап на олимпијада, на европско, на светско првенство и до достигнување на одредени медали. Сите си имаат своји аргументи и верувајте ќе имаме сладка мака веќе во понатамошниот период да направиме тврди, цврсти критериуми врз основа на кои ќе бидат распределени средствата. Средствата кои што ќе одат директно од фирмите, ќе одат на лична желба и иницијатива на собствениците на компаниите. И тука практично даночното олеснување ќе биде во форма доколку се инвестира во спортски клуб или во спортска федерација, во одреден процент ќе има даночно олеснување во данокот на добивка. И тука Агенцијата за млади спорт, УЈП како фактор кој што треба да ги земе овие средства, или пак владата нема да има никаква допирна точка. Ние ќе ја почитуваме желбата на приватните собственици каде сакаат да инвестираат. Меѓутоа, како што напоменав, ние ќе донесеме низа подзаконски акти, секако во еден транспарентен, колегијален процес со нашите партнерски организации и спортските федерации, како овие средства во иднина треба да се трошат и каков ќе биде принципот или концептот на правна контрола врз сите овие средства. Бидејќи знаете, можеби злоупотребите во минатото придонесоа да се намали буџетот на државните институции кои што го финансираат спортот и ги стегна одредените критериуми за приватниот сектор во минатото повеќе да финансира. Сега, бидејќи правиме еден вид на даночно олеснување, го ослободуваме ременот, се ги даваме средствата кои што првично треба на база на данок на добивка да влезат на сметка на државата, меѓутоа на сметка на тоа ќе воведеме строги критериуми на контрола, меѓутоа и правила на тоа како треба да се трошат овие средства, секако во насока да се постигнат врвни спортски резултати, средствата да одат таму кај што се потребни, да не одат во некои неликвидни, нетранспарентни трошоци, кои што секако нема да доведат до спортски резултати и успеси. Какви се првичните реакции во бизнис сферата од оние најблиски пријатели кои што верувам ги имаш? Се менува ли мислењето кај бизнисмените во однос на досегашното финансирање? Можеби јас како стопанственик веднаш ми израдува овие мерки. Пред неколку дена реков имавме управен одбор на клубот каде што членуваат еминентни бизнисмени од тој сектор
бевме во дилема како тоа е дефинирано, нели, посебно во делот на данокот на добивка, но добив денеска објаснување од Маријан. Она што ми го кажа и како што јас го разбрав, нели, го нотифицирав, и тоа како е поволно за бизнисмените, а тоа значи дека да не сега играме, нели, со бројки во проценти, но оној дел доаѓам во ситуација јас како генерален директор на компанија можам да бирам, нели, дали одредена сума X ќе ја вложам, ќе ја дадам во данокот на добивка, ќе ја платам на државата, или 20 или 30% ќе бидам ослободен од тој данок на добивка, па можам да го инвестирам во некој спортски колектив или спортска федерација и така натаму. Значи тоа и тоа како е олеснување, и мислам дека тоа е многу важно да го разберат стопанствениците, дека имаат право на избор во делот на данокот на добивка, која што и тоа како, нели, мора да се плати согласно законските облигациони правила на нашата држава, се добива данокот на добивка е 10% од вкупната добивка на една компанија. Значи од таа сума која што треба да се плати кон државата, односно кон правата за јавни приходи, стопанственикот можеби, ако има, нели, спортски дух и елементи за менаџирање во спортот, дел 20%, што и тоа не е така малку, него е сосема доволно како процент, може да го инвестира во еден спортски колектив или спортска федерација, и мислам дека расположението кај сите стопанственици со кои што јас разговарам од таа, нели, тој бизнис сектор е позитивен, и мислам дека сите се свесни дека сега ова е и тоа како голема шанса да бизнис секторот биде клучен елемент во развојот на спортот во Република Македонија. Кажав, не ги оправдува тоа што некои претходно можеби не инвестирале, но еве сега шанса сите бизнисмени да покажат добра волја и да имаат еден спортски дух во себе, кој што ќе оди во прилог на развој на спортот. Можеби тоа утре ќе биде некои закони во однос на културата, музиката и така натаму, но треба да се искористи овој момент. Треба да се искористи затоа што навистина постои позитивна волја и позитивна енергија, позитивна атмосфера во овој дел. Кога ќе се спомнат бројките и кога ќе се види дека станува зброј за сериозни суми на пари, дека не се во прашање 0,4, 0,7, него се 20-30%, тоа е веќе сериозен прилив на пари на дел од организациите и клубовите. Македонскиот олимписки комитет е добар пример за функционирањето со меѓународни пари, но и со функционирањето со меѓународните организации. Многу од тренерите од нашата земја беа на обуки, често пати имаме можност да прочитаме, видиме и па и да ни соопштите дека во джудо или во некои други спортови Македонија има на едукација пратено толку тренери, се вратија со таква диплома, со вакво знаење. Ќе се отворат ли вратите на МОК за дополнителна соработка, или сепак, како што рековте, овие средства ќе ги намениме за сите што се тука? Претходно јас би сакал да обратам внимание на уште еден момент, повторно би го вратил вниманието или концентрацијата покрај помош од државата и од приватниот сектор, дека националните спортски федерации, посебно спортските клубови, морат сами да се напишат домашната задача. И тоа на многу убав и прецизен начин. Бидејќи помошта може да дојде од државата, помошта може да дојде од приватниот сектор, од Македонскиот олимписки комитет, меѓутоа повторно велам дека спортските клубови и националните спортски федерации се тие кои што вршат селекција, идентификација, а потоа и предикција на врните спортски резултати. Во прво време на спортски резултати, кои се тие спортисти, млади, кои што можат да израснат во врни спортски квалитет. Не треба да се подпираме единствено само на овој момент. Ова е значајна, уште еднаш ќе повторам, финансиска инекција, би рекол, за спортскиот и олимпискиот систем, меѓутоа мораме сами да ги видиме кои се тие и други дополнителни извори на финанси во прво време. Ги спомнавте меѓународните спортски федерации, од кои што Македонскиот олимписки комитет, иако не е член, меѓутоа поради нашите конекции во во олимпиското семејство, обезбедуваме многу донации кои што идат директно за националните спортски федерации. Покрај тој извор тука и Меѓународниот олимписки комитет, меѓутоа не треба да се запоставува, посебно во фудбалот, тоа е актуелно средствата кои што во иднина, зашто да не би дошле од телевизиските права, кои што можеби во прво време исто така со можеби некоја законска регулатива би морале да бидат насочени кон унапредување на младинскиот спорт, да кажем. Бидејќи постојат такви случаи на европско ниво, каде што процент од телевизиските права мора да биде насочен кон развојот на младинските лиги во соодветниот спорт од каде што се врши телевизиски пренос. Тука се и продажбата на билетите, тука и маркетингот,
тука се и други, посебно во спортови, како што е, например, тенисот, тука се средствата и од родителите, кои што исто така извор на финанси, и тоа главен во некои спортови, гледаме голем број на тенисери, они не знаат нити за држава, нити за приватен сектор, нити за Олимписки комитет. Родителите се мокни финансиски, да кажеме, и инвестираат во своето дете, кој што подоцна, во редок случај, меѓутоа успева да станат врни спортски имиња. Исто така, значи, спомнавте вие точно и добро го спомнавте и джудото, пред некој ден упативме уште еден тренер од джудо на обука 3-месечна во Унгарија, пред 4-5 дена пративме и име од Македонската кошаркашка федерација во Америка, кој што е веќе пристигна таму, кој што веќе започна да следи обуката. Не сакам да се пофалиме, него као факт да го кажам дека ние сме единствен олимписки комитет во целиот свет кој што секоја година праќа своји тренери на обука во Соединетите Американски држави, посебно односно во Олимпискиот центар во Колорадо Спрингс. Меѓутоа, во овие 8 години имаме сигурно околу 80 тренери од странство кои што дошле во Македонија и од Македонија кои што отишле во странство, обучени и комплетно, нормално на предлог на националните спортски федерации, кои што Македонскиот олимписки комитет ги упатил во тие високи спортски центри да бидат обучени, да научат и своето знаење да го пренесат не само на спортистите, туку и на своите колеги тренери. Фидбекот секогаш може да биде подобар. Јас викам и со овие мерки и со наша работа во спортот не постои ова е добра ситуација сега, ако кажеме тогаш не сме за спорт. Дефинитивно никош не треба да бидеме задоволни, секојаш треба да ни биде малку. Односно секојаш треба да тежиме кон многу поголеми програми, многу побројни акции, многу поголеми буџети и во Агенцијата за млади и спорт, и во приватниот сектор, и во националните спортски федерации, и во Македонскиот олимписки комитет. Ние пред некој ден продолживме со нашата обука за спортската администрација, со општината Охрид, организиравме обука на спортската администрација во спортските клубови и спортските сојузи, федерации кои што се на територијата на општината Охрид. Продолжуваме, тоа го правевме во минатото, ќе продолжиме и понатамо. На јавната расправа исто така беше токму од Филип Поповски спомнато за нашата обука, која што веќе трета година ја работиме за напреден спортски менеджмент, каде што работиме модули за спортскиот маркетинг, финансиски менеджмент, стратешки менеджмент, како да се организира и да се на високо ниво да се организира еден врвен спортски настан и ред други работи кои што се основа во работата на спортската администрација на еден успешен олимписки спортски систем. Тука ќе направиме уште една кратка пауза за реклами, па одиме со завршниот дел од разговорот. Работниот век го поминав како новинар, во младоста не одев грижа за здравјето, не користев терапија за холестерол, триглицериди и крвен притисок. Имав проблеми со срцето, преживеав неколку инфаркти, а влегов и во семејството на диабетичарите. Но од кога почнав редовно да употребувам капсула G132+ Natural, почувствував чудотворен ефект, ми се врати силата, концентрацијата, издржливоста при работа и пешачење и менталната кондиција. Јас успеав, следете ме. Четири мерки за посветла спортска иднина. Тоа е насловот на вечерашната дебата и ова отворено спортско студио во телевизија Нова. 4 гости од различни сфери, сите поврзани со спортот. Ги проанализиравме мерките, начално и објаснивме за спортската јавност што значат, како ќе се имплементираат и да подсетиме дека сепак ќе биде потребно време прво самите мерки да бидат усогласени, а потоа и имплементирани во нашиот систем. Во овие завршни 15 на минути простор во неделното наше спортско дружење ќе оставиме минута-две и за вашата работа моментална во организациите каде што сте. Ќе започнеме со Агенцијата за млади и спорт како
основен субјект за работа на спортот во нашите земји? Па добро, покрај овие мерки кои што се нови и кои што ги промовиравме неодамна, претпоставувам и македонската јавност е добро запознаена со работата на Агенцијата за млади спорт, значи тековно ги работиме проектите во делот на подобрување на спортската инфраструктура. Веќе септември е месецот кога ги доделуваме и 500-тите стипендии за млади и талентирани спортисти. Неодамна имавме една одлична можност да доделиме и државната награда за остварување во областа на спортот. Добитник на наградата за животно дело беше господинот Андон Дунчевски. Меѓутоа, веќе во следниот период сакаме да интензивираме нашата работа со низа на нови проекти со кои што верувам дека ќе придонесеме кон подобар развој на македонскиот спорт и кон подобро представување на македонските спортисти на меѓународната спортска сцена. Тука секако мора да ја пофалам нашата партнерска соработка со националните спортски федерации, со Македонскиот олимписки комитет и верувам дека во сите проекти кои што ги правиме, не само што ја добиваме поддршката од нашите партнери, туку истовремено наидуваме на позитивна реакција кај граѓаните, особено кај спортистите и спортските работници, бидејќи токму тие се носители и корисници на проектите што ние ги реализираме. Мора да потенцирам дека веќе како се доближува крајот на годината, веќе треба да ги сумираме и спортските резултати во изминатата година. Знаете, секоја година на крајот на годината ја организираме манифестацијата избор на спортист на годината, веќе насочени се плановите и кон тоа. Паралелно помагаме и на националните спортски федерации за организација на традиционалните спортски манифестации кои што имаат подолга традиција во нашата земја. Едноставно присутни сме на спортските терени, присутни сме низ целокупната спортска јавност со сите наши проекти. Фудбалската федерација на Македонија ја очекува сериозен тест, еден период во кој што Македонија ќе живее со фудбалот. Токму така, освен на секојдневните обврски да се грижиме за надпреварувањата да поминат во најдобар тек во домашното првенство во големиот фудбал, футсал и женскиот фудбал, како и детските лиги. Пред нас се 3 големи настани. Да не го заборавам и Суперкупот кој паралелно организацијата во врска со тоа надпреварување следи за наредната година. Следот надпреварите на репрезентацијата на 6 октомври против Израел, на 9 против Италија и моментално најзначајниот надпревар за нас на репрезентацијата до 21 година, надпреварот Македонија-Шкотска, кој ќе се одигра на, рековме, 11 октомври, на еден убав ден, на еден убав празник, така да би искористил оваа прилика, доколку ми дозволите, да ги поканам сите гледачи да дојдат и да ги бодрат своите репрезентативци на овие 3 датуми. Младинската репрезентација пред се во фокусот затоа што има можност да биде дел од едно големо надпреварување, сериозен исчекор за нашиот репрезентативен фудбал и мотив за не само за сениорите, туку и за најмладите да се занимаваат со фудбалот, но и да видат дека и Македонија може да постигне резултат како нашите соседи, како што досега го гледавме тоа на телевизија. Сега ќе го почувствуваме и на нашите терени. Само да подсетиме, рековте, Суперкупот, тој е еден сериозен предизвик, еден голем надпревар од светски рамки, како течат подготовките, како поминуваат контролите од меѓународните организации и колку Македонија е подготвена за тоа. Се поинтензивни се подготовките во врска со Суперкупот, затоа што изгледа дека една година е далеку, но напротив, се поблиску е од последниот Суперкуп кој се одржа во месец август. Следната контрола ни е баш за надпреварот со Италија на наша покана за да видиме како прв тест кој го имаме и да се види стадионот како функционира, значи во живо, во реалност. Следниот тест ќе ни биде против репрезентацијата на Шпанија во месец јуни и веќе во месец август е самиот настан Суперкуп. Имаме одлична соработка со сите заинтересирани страни, како што е стадионот, така градот Скопје и аеродрома, така да сега за сега сме задоволни од прогресот. Се надеваме на позитивни резултати пред се новија 3 средби кои што не очекуваат со нашите репрезентации. Македонската футсал репрезентација влегува сега во нова фаза, но и македонскиот футсал клуб Велес влегува во нова фаза, нова сезона. Па добро, јас мојата теза до сега беше дека нашата футсал селекција ќе биде прва репрезентација од семејството на фудбалската федерација која што ќе настапи едно големо надпреварување. Но ќе бидам пресреќен и ќе бидам можеби најсреќниот човек ако ме демантира репрезентацијата до 20 година, која што сум убеден дека е многу близко до настап на едно вакво големо надпреварување и мислам дека заслужуваат и со квалитетот, но пред се и со карактерот. Како играчи имав прилика неколку пати да ги гледам и во живо. Им посакувам голема среќа и голем успех да остварат веќе на 11 октомври.
Што се однесува до футсалот, и нас не очекува еден бурен период. Може би оваа година, ради моето промена во друг клуб, нема да имаме Лига на шампиони, но имаме квалификации за Европското првенство кои што ќе бидат во април идната година. Може би, ајде да не речам, шанса на генерацијата за последен пат во овој состав да се пласира на едно големо прерување. Убеден сум дека ќе направиме резултат. Бевме многу близко во декември минатата година, не успеавме. Како и да е, не само на надпреварувачко поле, КМФ Велес ќе биде активен и на друго поле. Тоа е неодамнешната средба која што имавме јас и претседателот на клубот со градоначалникот на Велес. Направивме, ќе потпишеме во скоро време, направивме еден договор односно меморандум за соработка кој што предвидува комплетно реновирање на спортската сала Гемиџи, каде што учество ќе земе и Агенцијата за млади и спорт со свој дел. Значи, оној кој што можеби е најскапиот и најинвентивниот во делот на реновирањето. Ние како клуб и општината Велес мислам дека набрзо, многу скоро, салата Гемиџи во Велес ќе добие еден европски лиг, ќе биде спремна за одигрување на футсал надпревари од Лигата на шампионите. Исто така ќе биде спремна да биде еден центар на футсалот генерално во нашата земја, односно сите важни репрезентативни настапи да се одвиваат токму таму. И како што претходно споменав, исто така би го одвил проектот кој што подразбира, значи, формирање веќе од октомври месец на една футсал школа, една академија за млади играчи, кој што пак ќе кажам и сум убеден дека ќе биде перспективата и само тоа е основниот клуч за успехот генерално во секој спорт. Тоа се насоките во кои што сега во моментот футсалот и посебно јас како активен дел од клубот за мал фудбал Велес ќе функционирам и како директор на репрезентацијата, која што веќе на 21 октомври ќе бидам на жепка во Нион, ќе ги знаеме противниците за квалификациите за Европското првенство. Само што едно прашање, колку Велес е реален интересот за футсал, колку младите таму сакаат да гледаат футсал? Многу, и да се занимаваат со него. Многу, затоа што не случајно и јас и мојата сопруга која што е дел од клубот го одбравме Велес како следна инвестиција во футсалот, затоа што Велес е пред се спортски град, но и е посебно футсалски град. Велес е град кој што е можеби желен за некои поголеми спортски успеси и нашето прво ветување кога влеговме во клубот е тоа дека Велес оваа година ќе добие првата шампионска титула во било каков колективен спорт. Така да тоа ќе биде голем да речеме ивент, настан, доживување за сите граѓани на Велес. Мислам дека тоа го заслужуваат. Вчера имавме извонреден спектакл во Велес, во полна спортска сала, каде што КМФ Скопје го имаше КМФ Велес го имаше својот дебитантски настап со една музичка програма каде што беа делени многу поклони, каде што беше промоцијата на химната на клубот за мал фудбал Велес, која што се надевам дека ќе прерасне во химна на градот. Така да мислам дека Велес заслужува да добие еден ваков колектив каков што ќе биде клубот за мал фудбал Велес, во кои рамки ние се трудиме да биде во максимално професионален дел. Секако дека нема да застанеме само во овој дел, нема да биде само инвестирањето во спортската сала. Кога се работи за футсал школата, рековме дека тоа вчера пред неколку дена на управниот одбор беше донесена одлука да биде во два спортски центри, а тоа е Велес и Скопје, што уште повеќе ќе даде тежина, значи на овој елемент и мислам дека Велес и како град, а и самиот клуб ќе одат во една вистинска насока. Тоа добро звучи кога ќе се слушне дека ќе има децентрализација на спортот, дека нема само Скопје да живее со спортот. Па да, јас и тоа генерално го кажам. Јас на почетокот споменав, но сега само можеби да го потврдам тоа мое видување за спортските работници, за бизнисмените во делот на улогата на спортски работници. Мора, верувајте, за развојот на спортот, бизнисот е главниот сегмент, главната алка во целата таа карика. Без помошта, иако Филип како представник на Фудбалската федерација кој што добива и донации од УЕФА и од ФИФА, или Сашо како представник на Македонскиот олимписки комитет и Маријан како директор на Агенцијата на млади и спорт, сепак клучот е во бизнис секторот. Јас сум некогаш и така лут и бесен на тие мои колеги од бизнис секторот, кои што можеби даваат ненормално големи, енормни суми за настап на некои звезди музички од соседството кои што чинат големи пари во мали места, а тие пари можат и тоа како добро да се искористат, зборам, и за спортот, но и за развојот на музиката со наши македонски. Јас секогаш се потпирам на нашите сили и сум цврст убеден дека ние имаме и капацитет, и потенцијал, и талент да се вложува во македонски сили. При тоа, примерот кој што многу футсал репрезентации го направија, мене не ми се допаѓаше, тоа е со купување на неколку бразилци да се отиде на европско првенство. Тоа можевме и ние да го направиме, но јас секогаш одам по
потешкиот, потрнливиот, но послаткиот пат до успехот, а тоа да биде настап на едно европско првенство со македонски играчи. Затоа во тој контекст кажувам дека мора да се подпреме на наши сили. Во контекст на ова накратко би сакал само да кажам што ми се сетив за една слика во која што беше идеална предикција на финансирање на буџетот на една спортска организација е дека 70% од приватен сектор, 30% од останатите држава, да кажеме меѓународни спортски федерации и така натаму. Така да во контекст на тоа е една идеална средина. Нашиот спортски систем може би за почеток би бил задоволен кога би било 70% државата, 30% од мора сашто да се вклучи приватниот сектор. Од приватниот сектор со тежнење тој процент да биде завртен во идеален дел. Инаку кога прашавте веќе за активностите, Македонскиот олимписки комитет го чекаат голем број на спортски настани на кои што и младите спортисти од Македонија, оние што треба да ги постигнат допрва врните спортски резултати, ги имаме европските младински, зимски и летни игри следната година, ги имаме медитеранските игри, тука е зимската олимпијада, веќе имавме состанок и средба со скијачката федерација каде што ја договоривме динамиката на скијањето е многу скап спорт. Ние за сега, да кажеме, сигурни ќе имаме надпреварувачи спортисти во алпско скијање и во крос кантри, да се надеваме дека ќе има и во биатлон, а зашто не еден ден и во другите зимски спортови, во хокеј, например, или во други, иако се прилично скапи зимските спортови во однос на одржување на таа инфраструктура, меѓутоа тоа е еден друг момент и секако она што ни предстои е она што ни даде како убава да кажеме заслужена награда од централната и од локалната власт изградба на Олимписки дом на Македонскиот олимписки комитет, кој што верувам дека и изградбата на ова олимписка куќа ќе многу брзо ќе започне и тој проект ќе биде финализиран. Завршниот збор и завршните минути полеку одминуваат во студиото на телевизија Нова. Потсетувам 4 мерки за посветла спортска иднина. Изумевме ли нешто да кажеме? Изумевме ли нешто да објасниме? Затоа што би рекол оваа тема е сериозно голема и обемна и тешко може во еден час и половина да се објасни се и да се прецизира се. Но општата слика во зачетоците на овој проект е позитивна и реакциите се гледам позитивни. Очекуваме позитивни резултати. Јас искрено сум оптимист, верувам дека овие мерки веќе добија позитивна конотација и во спортската заедница и во бизнис заедницата. Јас верувам дека можеби во индивидуалните спортови на многу пократок рок ќе ги видиме веќе посакуваните резултати, во колективните спортови можеби малце ќе бидат поодложни, меѓутоа како и да е, ова е навистина светла перспектива за спортот во Република Македонија. Почитувани, ви благодарам за одвоеното време. Посакувам да се видиме повторно тука, да разговараме на слична тема, но веќе со поконкретни бројки и да можеме да кажеме дека од ова имаме резултат таков, резултат кој што нарадува сите. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време. А вас ви благодарам за одвоеното време што со внимание не следевте и ви закажувам следна средба за 7 дена на истата фреквенција во истиот термин. До тогаш гледате телевизија Нова и следете ги сите спортски термини.